Благодарам. Почитувана колешка, е совршено јасно дека овој буџет е практично една шарена лага напишана на хартија на кој што никој не верува, ниту граѓаните. Овој ребаланс е директен доказ за тоа дека Македонија во моментот е банкротирана, економски срушена, испокрадена земја, која со брз чекор оди кон огромна сиромаштија. Тоа ние тука може да си коментираме колку посто, волку посто, нолку посто, но граѓаните надвор од оваа сала, надвор од вашите розеви наочари, буквално секојдневно го тоа чувствуваат. И како што кажа мојот колега, не може да видите тука во вашиот ребаланс што ќе се прави од септември. Сериозни држави имаат, превземаат сериозни мерки што ќе се прави. За лоповите од Рек Битола ништо не гледаме што правите да се спречи тоа крадење. Велите дека привремените вработувања се спречени, не се спречени, напротив стапката е зголемена. Значи, ако ги послушавте нашите совети и да ја намалевте акцизата, досега ќе имавме за 25 денара помало поевтино гориво, ама не се откажавте од таа давачка да му помогнете на народот. И видете, тука вака едноставно да симплифицираме. Буџетот нема да му помогне на граѓанинот, буџетот ќе помогне на оваа клика владеачка, која што вчера ракоплескаше на велепредавство. Од тука сакам да ве повикам и тебе, драга колешке Марија, и сите вас, вечерва во 19 часот, да излезете со народот и да му кажете гласно не на вашето раководство за велепредавството кое што го спремаат на нашата држава и кое што сега добивме порака дека ќе се одржи во четврток. Ве очекуваме и посакуваме да сте со нас, затоа што таму, надвор, на улица, има и ваши сопартици, и има луѓе кои што не се членови на ниедна партија, едноставно луѓе кои што си ја сакат и бранат Македонија. За тоа ве гласале, за да излезете надвор и да кажете не на таа клика која што го краде и народот и овој буџет. Ве очекуваме вечерва, колешке, не само вас, сите македонци тука што сте, и да кажете едно огромно не за големото велепредавство што вие, односно не вие, вашата влада, сака да го изготви на македонскиот народ. Благодарам.